Уште малку и новата година е тука. Новогодишни честитки има да се купат, но колку граѓаните ја негуваат навиката за честитање на нова година со честитка која поштарот им ја носи во нивните домови. Новогодишните честитки се традиција со која се честитаат новогодишните празници. Некогаш поштарот почесто звонеше токму пред Нова година и за Божик, носејќи честитки на граѓаните за Нова година. Иако сега поретко, затоа што Нова година се честита преку СМС порака, преку социјалните мрежи, сепак граѓаните сакаат поштарот да им задзвони и да им донесе новогодишна честитка. Сепак убаво е да се добие честитка за Нова година наместо со сметка за плаќање, поштарот доаѓа со новогодишни желби. Да, тоа ќе ме врати и во детството, и во младоста, и треба сите да не потсети дека мејловите и СМС пораките не е исто, сепак треба да го почувствуваш, да ја почувствуваш хартијата и љубовта и пораката која што тој што ти е испратил од срце ти ја посакува. Сакам да добијам, ама не сум пратила. А зошто повеќе ли праќаш по СМС? Па да, сега почесто преку СМС и преку интернет. Интересно ли е поштарот да ви задзвони и Да, многу убаво чувство е. Планирате сега да пратите оваа година? Па ќе размислам да пратам на некој. Сакам честитка, нека ми донесе. Ја 5 ќе пратам. Како и да е, новата година ќе ја честитаме сите на свој начин. Убаво е новогодишните честитки да не развеселат пред Нова година. А секако напишаното во новогодишната честитка, секој посакува да биде остварливо во наредната 2017 година.